Почитувани гледачи, добро вечер, добро дојдовте во уште едно издание. Јаде Борек на Сител 3 телевизија. Вечерва имаме гостин, тој е презвитер отец Ивица Тодоров. Оче, добро дојдовте, благослови. Добро ве најдов, Господ нека благослови, Јанко. Имаме повеќе поводи за вашето гостување. Главното е седмицата на Светото писмо, која секоја година ја организирате. Шеста поред. Машала, машала. Фала му на Бога. Сакав да кажам дека, еве, интересно, во предвечерието сме и на Духов ден, празникот, големиот христијански празник, кој го посветуваме на нашите заминати, на нашите предци. Добро, јас малце на корекција. Духов ден, односно Педесетница, е празник поврзан со роден ден на црквата. А саботата пред Духов ден е денот во кој ние се исполнуваме за оние наши ближни кои заминале од овој свет, но кои се членови на црквата и понатаму, и ние како црква се молиме за нив, за на денот на судот Господ има милост и кон нив и кон нас, и да не воведе во таа вечна совршена состојба на постоење за кое тежне на нашето срце, а тоа е Царството Божјо. Тоа е смислата. Ај сега малце расшири го ово што го раскажа, за малце на пообичен јазик за широката јавност. 50 дена од Воскресението Христово, Добро. 50 дена од Воскресението Христово, на 10 дена од неговото вознесение, се исполнува она што Христос им го ветил на неговите апостоли, на неговите ученици, дека тие ќе се исполнат со силата на Светиот Дух. Затоа што самиот Христос знаел, неговите ученици 3,5 години биле со него, го слушале, го гледале, неискажливи чуда гледале од него. Сами биле сведоци на неговото воскресение. Но како што читаме од сведоштвата од самите нив, запишани во Евангелијата, тие се уште живееле во страв. Иако за сето тоа знаеле. И затоа Христос им ветува дека ќе се исполни со силата од небесата, со силата од Светиот Дух. Тоа е третата личност на троединиот Бог. Значи, силата на Светиот Дух е таа несоздадена божествена енергија. Бог е вечно битие, надпросторно, надвремено, и Бог, Отецот наш небесен, како плод на Христовата откупителна жртва, на неговото спасително дејство во овој свет, особено она што го направи тој на крстот и неговото воскресение, тој, Отецот наш небесен, како плод на Христовата откупителна жртва, во овој свет го испраќа Светиот Дух, третата личност на троединиот Бог. Значи Бог е еден, единствен, но троичен. Отец кој има свој син и Дух Свети. И Светиот Дух... Дали е тоа мигот кој во Библијата се опишува кога огнени јазици се појавуваат над нивните глави? Сега, значи Христос им го ветува Светиот Дух, односно силата на Светиот Дух. Таа е таа несоздадена божествена енергија. Дали дотогаш сме ја немале ние како човештво? Не ни била дадена или преку Христос после ова чудо тогаш се шири во светот или како се аспектите? Значи, нашите прародители, Јанко, живееле во таа полнота на учество во заедништвото со Бог преку тие несоздадени божествени енергии. Тие несоздадени божествени енергии се Божјата љубов, Божјата животодавна сила, животоосмислувачка сила, Божјата вистина која делува во нас. Односно таа сила делувала во нашите прародители Адам и Ева. И тие имале се до денот во кој не сгрешиле. Кога сгрешиле, кога злото како духовна сила, како духовна инфекција навлегува во нив, тие губат таа сила, тоа Божјо присуство, и затоа се исполнува она што Бог им го вели: во денот кога ќе вкусите од дрвото на спознанието на доброто и злото, ќе умрете. И тие први умираат духовно, односно е губат таа животоодржувачка и животоосмислувачка поврзаност со Творецот. И сега тоа што ние сме го изгубиле, значи на почетокот, како плод на Христовата искупителна жртва, нашиот Отец Небесен им го дава на апостолите, значи на тоа јадро на Христовите ученици, и тоа јадро на Христовите ученици на денот на Педесетница го добива овластувањето да биде црква. Новозаветен народ Божи. Затоа што пред нив постои старозаветен народ Божи. Значи да дефинираме. Црквата е Божја, а не човечка творба. Така е, да. И таа заедница околу Христос, значи 12 апостоли, 70 апостоли, како вториот круг и други жени кои биле во тоа заедништво на денот на Педесетница, односно во горната соба. Таму во истата соба, кај што се извршила и тајната вечера, односно тоа е домот на Марко, евангелистот Марко,
таму тие ја примаат таа сила на Светиот Дух во вид на огнени јазици. Во вид на огнени јазици пишува евангелистот Лука во своите дела апостолски, втората глава, во вид, значи тоа не е оган, значи во вид на огнени јазици. Тоа е најдобар начин кој човечкиот јазик да опише појавата која ја виделе. Тоа е таа Божја енергија несоздадена, затоа што Бог е несоздадено битие, тоа вечно битие. Таа Божја несоздадена енергија, таа сила на Светиот Дух, таа Божја љубов, таа Божја осмислувачка, животоодржувачка енергија, действие, таа Божја вистина, тоа Божјо водство навлегува во апостолите и ние гледаме од тие плашливи ученици Христови, одеднаш стануваат луѓе кои се храбри. Еве го гледаме апостолот Петар, веднаш на Педесетница, тој отворено се обраќа на сите евреи кои биле собрани на тој празник таму, Шавуот. Тој е еден од трите најголеми еврејски празници, празник на првите плодови. Многу интересно. Баш на празникот на првите плодови, старозаветен, баш на празникот кога евреите си спомнувале за законот на Синај даден. Во тој ден Бог, тој што е вечниот, кој е исти во Стариот и во Новиот Завет, тој благослови учениците на Месијата да се исполнат со силата на Светиот Дух и да ги принесат првите плодови. Кои биле првите плодови? 3000 души евреи кои го очекувале Месијата, тие преку проповета на Светиот апостол Петар, преку силата на Духот Свет што зрачела од него, тие во Јешуа од Назарет го препознале ветениот Месија. И 3000 луѓе тогаш се крстили, и така црквата почнува да се исполнува и квантитативно и квалитативно и почнува да се шири. Значи, ние денеска за разлика од нашите предци кои живееле во таа полнота, ние денеска имаме сознанија, спознанија за Светиот Отец, Светиот Дух и Синот. Светиот Син. Отецот, Синот и Светиот Дух. Да. Значи, тоа е еден Бог со една суштина, со една природа, но троичен по личности. Многу мина тука шлајфуваат кога се обидуваат да ја разберат, бидејќи често пати налетувам на разни текстови од теолози и на делата од светите оци, каде што многу е тешко да се опише Бог, бидејќи дури велат, по тумачењата велат дека дури и кога ќе живееме, кога ќе преминеме од другата страна, кога ќе продолжиме, дури и тогаш нема да го спознаеме Бога, затоа што само неговите аспекти, например, дека ќе го видиме Синот, дека ќе се соочиме со Исус Христос при нашето предлегувањето и така натаму пред 40 дена, опишани, нели, митарствата кои ќе се помин, сето тоа. Но дека целата суштина на Бог не можеме да ја разбереме, дали ние ја сегментираме за да можеме да ја разбереме, или едноставно он е таков. Дали неговата суштина, затоа што вика целиот космос не е доволен да го прими него, вика. Космосот е создание. Да. Прашање, да, универзумот. Ние често пати и католиците тука се губат. Света Тројца, Свето Тројство. Вака сега, значи, тие тумачења. Збориме и сега луѓе се бунат. Шизофренија, 3 личности во една личност, 3 лика. Може да се тоа многу едноставно се објаснува. Значи, ако се следи Божјото откровение, значи, ние христијаните православни Светото писмо го доживуваме, го исповедаме како Божјо откровение. Значи, ние веруваме во вера, во вистина која е откриена. Значи, нешто што ни е откриено. Значи, ние не веруваме во нешто што е плод на некакви човечки умови, на некаков консензус. Значи, ние не веруваме во некаква религија. Значи, има многу религии во овој свет. Убаво кажано. Ама дали религиите спасуваат и дали религиите се вистина? Значи, тоа е многу широка тема. Одлично значи, кажано. ние веруваме во Божјо откровение. Ако го читаме ние сериозно Светото писмо и на светите книги на Стариот Завет и светите книги на Новиот Завет, ние стануваме свесни за едно Божјо себе откривање. Врвот на Божјото себе откривање е кога тој што е вечниот, Јахве значи тој, јас сум оној кој сум, вечно постоечкиот. Значи, кога вечно постоечкиот, оној што ние преку Христос го знаеме дека е наш небесен Отец,
Тој во овој свет го испраќа својот единороден син, своето слово, својот логос, кој преку Светиот Дух и Дева Марија ја прима својата човечка природа и влегува во овој свет. И тој кој влегува во овој свет и ние го знаеме како Исус Христос, ја открил полнотата на вистината. Полнотата на вистината. Тој открил вистината за тоа кој е Бог, каков е тој, што бара тој од нас. Значи, тука престанува приказката каква ние проекција имаме за Бога, како ние го доживуваме. Туку Христос ни одговара директно, ни открива вистината каков е Бог. Потоа ни одговара што тој има со нас, каква е неговата волја, промисла за нашиот живот и во овој свет и во вечност. И сето тоа апостолите на Месијата или апостолите на Исус Христос го нарекуваат, сета таа вистина ја нарекуваат Евангелие, радосна вест. Нема ништо порадосно во овој свет од тоа човек да ја знае вистината за својот Творец, да ја знае вистината за себе си, смислата за своето постоење, вистинските вредности со кои треба да постои, да живее и во овој свет и во вечност. Ајде дефинирај ги, дај ги одговорите. На се ова што го кажавте. Во кој контекст? Значи, што е Бог? Што бара од нас? Што е смислата на нашето живење? Вака, прво, самиот Христос ни одговара дека Бог е наш татко, Отец. Значи, Бог, како наш татко, како наш Отец, има однос кон нас како родителот кон своето дете. Значи, Бог се грижи за нас. И Бог нас не гледа како вредност. Ние не сме некакви без смислени прашенки фрлени во некаква екзистенција. Разбираш? Но гумина деистички гледајќи го Бог, доживувајќи го Бог некаде таму, мисла дека се тотално безсмислени прашенки кои постојат безсмислено во овој свет и кои безсмислено ќе завршат во еден момент. Ме разбираш? Од ништо живееш во ништо и ќе завршиш во ништо. Бог, нашиот небесен Отец, според сето тоа што Христос ни го открил, но и го направил за нас, Бог, нашиот небесен Отец, ни открива дека ние за Него имаме вредност. Затоа што имаме вредност во Неговите очи, тој во овој свет го испрати својот единороден син кој стана човек. Кој е таа огромна љубов. И не случајно, во еден разговор со еден крајно сериозен интелектуалец во она време, учител јудејски Никодим фарисеот, нашиот Спасител ќе му каже зашто Бог толку го возлюби светот што го даде својот единороден син. Та секој што верува во него да не загине, но да има живот вечен. Значи тука стекнуваме друго сознание дека освен тоа што Бог има, што не гледа со вредност и во вредност, тој не повикува кон вечно постоење. Кон вечно постоење. Сериозна работа. Значи, нашето постоење во овој свет поминува низ неколку фази. Значи, прво, ние сме ништо. Потоа Бог промислува во утробата на нашата мајка како плод на љубовта на нашите родители ние да добиеме тело. Бог вдахнува дух животен и тоа тело добива душа или личност. Потоа, кога се родиме во овој свет како тело, ние почнуваме да се формираме духовно. Значи, како личности. И сега, тој процес на духовно формирање трае вечно. Но започнува во овој свет. И затоа е многу битно што ќе избереме во овој свет, Јанко. Многу битно. Ако тука ја промашиме работата, ги промашуваме сите останати димензии на екзистенцијата. И затоа постои еден ранохристијански текст, Дидахи, учењето на 12 апостоли, и тој текст почнува вака. Постојат два пата. Патот на животот и патот на смртта. Голема е разликата помеѓу тие два пата. Некој велат и вака и онака идеме на патот кон смрт. Патот овде се мисли за духовна смрт. Така. Кога човек се откажува од тоа да биде. Знам само да да го изговорите. Вака ли изгледаат разговорите во неделата на Светото Писмо? Пак се иде ли во длабока или се држите строго на темите кои ќе ги спомнеме? Значи, сите оние кои ме познаваат мене и сите оние активности што се врзани со мене и со оние мои браќа и сестри со кои заедно работиме на овој мисионерски просветен план, знаат дека сите средби се интерактивни и живи. И ние се отвараме режијата и сценаристот да биде Бог. Јас тоа секогаш им го говорам на луѓето кои доаѓаат на предавања. Значи, во однос на тоа како тие се отвараат за Бог, како тие се отвараат за вистината и колку се искрени,
во однос на тоа и се добива и квалитетот на предавањето. Многу интересно затоа што очигледно е потребно, иако редовно кој ја посетува секогаш литургијата има на крајот литургијата која ќе заврши причесната, секој свештеник дава некоја поука, беседа, обично од Светото писмо на денот и така натаму посветено. И вие како свештени лица се трудите во современиот дел на живење на она што ни е оставано да се укаже. Но очигледно е недоволно и тоа најчесто го приметувам кога ќе почнат, например, да се создава еден привид на јас помеѓу свештенството. Сега го спуштам нивото, отидовме многу високо, го спуштам. На спуштање на нивото воопшто дека се создава еден јас помеѓу свештенството и народот. Обично почнува тоа од, да речеме, формалните верници или, например, политичар комуниста која ќе рече и јас сум православен македонец, што е малце нонсенс. Православен македонец или православен христијанин? И јас сум православен. Православен е придавка. Да, без никакво значење, бидејќи јас знам дека правоверен, да. Може да бидеш и ортодоксен комунист или ортодоксен атеист. Зависи како таа придавка пред што ја ставаш. Знам, често пати го велам ја, викам тоа е начин на живот. Тој што иде во црква се исповеда и се пречестува, тој е православен христијанин. Друго тоа е. И обично па и оние што рано влегуваат, често пати во прелест, и често пати, отец Ивица чини, тој поп не чини ваков е, таков е. Па лепење етикети. Вие предизвикавте навистина бранување во јавноста, благодарение се издигнувате со својот активизам, со своите настапи и очигледно е дека кога нели ќе одскокнете малку од просечноста, кога веќе ќе се наметнете, секогаш се јавуваат луѓе кои многу ве почитуваат поради тоа, но има и ве напаѓаат. Често пати, мене ми е малце тешко и не би сакал да идам во тоа, но сосема накратко. Како одговарате на тие напади кога ве окарактеризира дека не сте православен, дека сте ова, дека сте она, дека сте забегале во верата, во тумачењето и така натаму? Како вие одговарате на тоа? Многу просто. Први околу ова со истакнувањето. Често со мојата сопруга кога говорам за моите активности, јас си велам дека јас сум само едно магаре кое се исполнува својата служителска дејност. Јас треба да работам. Тоа и толку, мене друго не ме интересира. Јас треба да работам тоа што треба да си го работам. И крај. Како магарето. Ќе го натовариш магарето, тоа си оди и крај. Така да јас сум се натоварил со мојата одговорност, која имам... Не знаев дека сме колеги. Сега знам, добро? Тука, да. Да, понатаму околу тој момент со етикети, ние македонците, тоа сите народи тоа е, но ние македонците особено сме познати по тоа, особено да го етикетираме оној човек кој навистина се труди нешто да направи за својот народ. Многу интересна работа, многу тоа е, треба да се завлезе во една психологија, една анализа на тој деструктивен... Ја не би сакал да... Да, тоа е друга тема, Ниту да ги оквалификуваме цел народ, затоа што се работи за... Но за жал, многу добар процент. За жал, поголем процент. За жал, морам да го кажам тоа. Христос, кога читаме Светото писмо, затоа што во Светото писмо се Божите зборови. Бог ни кажал што да правиме. Кога Христос се отварале вакви теми и дилеми, и сега Христос што советува? Ако имаш нешто против братот свој, некој што го чувствуваш за близо, имаш грижа за него. Ако имаш нешто против братот свој, мислиш дека тој греши или не знам тоа, оди и кажи му насамо. Кажи му љубовно. Кажи му, слушај брате, јас мислам дека ти ова што го правиш, не го правиш како што треба. Ама треба со аргумент да дојдеш и љубовно да му кажеш ако тој греши, за да се поправи. И потоа кажува Христос, ако не те послуша братот твој, тука ќе повикаш 20 или 30 сведоци. Да дојдат 20 или 30 сведоци и да му кажат, повторно да го поправат.
Доколку и тогаш не те послуша, тогаш ќе кажеш на црквата, на целата заедница, односно во денешна смисла на зборот на епископот, на презвитеријатот, така натаму на целото заедништво, и тогаш ако целото заедништво го повика тој човек и тој човек отворено говори против вистините на верата или има неетички живот и така натаму, тогаш Христос века тргни се од тој човек, тој нека ти биде како незнабожец. Значи Христос ги кажал патиштата. Ако сакаме ние со некого нешто да расчистиме, тогаш треба да разговараме прво со него насамо. Да провериме дали тоа што ние го мислиме за тој човек или за овој човек е на вистина или е се само помисли. Или е потикнато од завидливост, или е потикнато од други комплексни состојби, психолошки, така натаму. Со еден збор, суета. Суета, да. А суета е празнотија. Особено кога човек ништо не прави со себе, на духовен план, и кога ништо не прави за другите, тогаш има време да ги озборува другите. И најчесто ве обвинуваат свештенството, ве обвинуваат дека вие сте богати, народот е сиромашен, дека вие имате джипови, а народот нема леп да јаде. Тоа веќе на друга предрасуда. Значи, јас секогаш сум бил отворен, сите оние што ме следеле на медиумите, ги следат моите написи на Facebook, моите текстови, моите предавања. Значи не се однесува само за вас. Да, знам. Значи јас ги повикувам луѓето кои имаат такво мислење да дојдат и личносно да се уверат за тие луѓе за кои они мислат дека се такви, дали се такви. Односно да проверат дали тоа е така, а ако не е, тогаш да се извинат. Дали А ако испадне дека е така, да искажете се. и особено ако некој на неправилен начин се збогатил, тогаш нека го отворат овој процес за кој пред малку говорев. Значи, отворено во нашето општество цело време се говори за немање на правна држава. Значи, за тој проблем на недостаток на право. Еве, Евангелието убаво ги дефинира нештата. Христос убаво ги дефинира нештата. Ако сака некој да си ги расчисти нештата такви какви што тој си ги изградил во својот ум, Евангелието го дава патот. Дојди кај човекот и кажи му во лице. Биди храбар. Последен случај во овој американски да се изразам, дури не ни англиски, американски, turmoil, во случување во политички кај нас што се случува, имаше една страшна пизма која се пушти. Ја респектирам секој што си протестира, па дури и да фарба, нивно право и така натаму и така натаму. Но во еден момент излегува со надписи и тоа дотичната ја знам уште од времето на блогерајот, кога сите ние што се деклариравме јавно веќе како верници не нарекуваше прљави, гнасоти, назадни и сето тоа, незино право. Чим Господ не ја сошел устата кој сум јас да ја Господ ни дал избор и слобода да се формираме. Беше писмата последна дека кон црквата, кон МПЦ, кон свештенството, дека не сте од народот затоа што сте ја заклучиле црквата. Да, соборниот храм бил заклучен и они виделе полиција, претпоставувам се уплашиле дека може да изедат ќотек, иако никој не ги пипнал до сега, и најверојатно направиле план дека ако треба да се бега, да се пикнат у црквата со нивните бои и кондоми. Но кога виделе дека црквата се заклучува, А во колку часот било тоа? значи отец Пимен им напиша нешто на, мислам, и мојата адвокатка исто така која на Латас исто се изјаснуваше на Фејсбук за тоа, го прозива, отец Пимен одма им одговара. Им одговори нешто. Па би сакал, нели, така што да речеме 2,5 сати пред ова време сега кое сме, обично е тогаш им се протестите. Може ли да им објасните, да не им објаснувам ја вие како лице? Дали црквата може да заклучи врата некому, било кој, од било која, дали е верник или неверник, дали е шарен, дали е позиција или опозиција, да не го пушти да влезе во црква? Значи, треба да расчистиме, сега убаво што темата и на овогодишната седмица на Светото писмо е црквата. Та супер што ќе проговориме и поратаму за оваа тема. Значи,
Првин под црква се подразбира христијанската заедница. А христијанската заедница се собира во молитвен дом или храм или црква, ама тоа го пишуваме со малоца. Значи тоа е храмот, како што ја собираме. Значи храмот како објект е отворен од 6 часот наутро до 19 часот навечер. Така да ако они дошле во тој период околу 19 часот, тогаш храмот се заклучува, но црквата, дверите на црквата, дверите на вистината Христова се секогаш отворени за секого во секое време. И сега ми дозволиш. Значи се затвора затоа што клисарите не се од Бога слетани од небесата, туку се обични луѓе кои имаат нормални потреби, треба да отиде да легне да одспие. Но само една работа знам. Дали е точно дека човек ако навистина има потреба, може да тропне кај клисарот, да задзвони и да му биде отклучено ако има неопходна итна потреба да влезе во еден храм. Ја често пати ми се случувало цркви, овде во градските цркви, не затоа што нашите клисари не живеат близко до црковните објекти. Но во суштина е тоа така. Би било црква идеално, нема затворена црква во суштина, едноставно се затвора за да се заштитат добрата кои се таму, бидејќи ако би било отклучено, а нема никој, знаеме што се случува. Знаеме која е реалноста на овој свет. Значи црквата никому не мери кој влегува, што влегува, отворени се дверите за секого. Реко премалку, црквата како заедница е секогаш отворена за секого. Па сега нека повелат. На литургија има, нели, огласени излезете. Секоја недела во 8 часот, 8:30, 9 часот, зависи каде кога, црквата се собира заедно на литургија и секогаш сите се повикани да дојдат. Се разбира преку денот во сите градски цркви има дежурни свештеници или свештеници кои се присутни во храмот и останати верници кои сака, а има потреба за разговор, за помош, за подкрепа. Ако бил некој истеран, нека се пожали. Околу вашето богатење, како вие заработувате? Ја колку што мене ми е познато, освен синодот, кои добиваат плати единствено, значи владиците наши, так. Свештенството наше, ние немаме плата. Ние немате плата. Така. Јас многу често кога тоа им го говорам на луѓето, тие остануваат запрепастени. Значи, ние живееме од тоа што луѓето ќе остават доброволно. Од крштевка, од венчавка, од погреби, а оние пари што ги остават во каса во храмот, тие пари одат за издржување на храмот и за персоналот. И за пензијско и социјално за свештениците, а сите свештеници во Скопската епархија, сега не можам да говорам за другите епархии, ние без разлика на образование, може да бидеш и доктор на науки или не знам тамо што, значи сите сме ние заведени како трговци поединци, не се плаќа минималец. Така да ние кога ќе отидеме во пензија, ќе отидеме со некој крај на минималец таму. Но тоа е нашиот избор. Нашиот избор е тоа да бидеме служители Божи и сега ние се надеваме како што сме се надевале на Божјата промисла, на Божјото водство. Тоа е тоа. Значи живеете од милоста на народот што ќе се остави, што ќе ви го остави. Значи ние како што кажува народот на први, може да добиеш плата, може да не добиеш. Не како некој што им е гарантирано дека ќе добие. Сега не е битно колку. Ние може да добиеме и да не добиеме. Не, колку се остави толку. Ако има, добро, ако нема, тоа е тоа. Ви благодарам за ова, се извинувам што го спуштам. Нема проблеми, ако нека ми се околу некои актуелности. Кажете ми, колку ја следите, претпоставувам дека иако сте доста фокусирани во тумачењето на верата, во тумачењето на Светото писмо, на ширењето на евангелието, евангелската ваша работа која ја правите. Колку ја следите онаа дневно-политичка состојба која се случува со Македонската православна црква, која подолго време стои изолирана од останатите цркви? Еве сега ќе има на Крит, го нарекоа Голем Свет собор. Не Васеленски дури негде прочитав. Не може да биде Вселенски затоа што има раскол. До расколот колку Вселенски собори имаше? 7 имаше. Сака да кажеш раскол во однос на Римската патриаршија или денешната Римо-католичка црква.
многу отворени прашања се тоа како треба да се нарече тој собор, но соборот е веќе наречен голем и свет собор во процес од 55 години, затоа што 55 години се подготвува овој собор во разни комисии. 55 години. Ние ќе учествуваме таму? А ние не можеме да учествуваме затоа што немаме дефиниран статус. Зошто и како, тоа исто така една широка тема. Чиста бирократија. Широка тема. Широка тема. Не ти се навлегува во тоа да искоментираш? Пак, мислам дека сепак епископите се многу поповикани за оваа проблематика. Сепак полнотата на одговорноста во црквата е во епископатот. Јас многу често го цитирам Свети Игнатиј Антиохиски, еден учител на црквата и маченик од вториот век, кој вели на местото на Христос е епископот. Во која смисла на зборот? Кога раните христијани се собирале, на главното место, кај што се вршила трпезата на љубовта, односно Евхаристијата, бил епископот, а околу него биле презвитерите. И затоа Игнатиј Антиохиски вели на местото на Христос е епископот, а на местото на апостолите се презвитерите. Затоа што како што Христос делува преку апостолите, така и епископот преку своите презвитери, односно своите парохиски свештеници. Но епископите во православната црква се оние кои имаат полнотата на власта и полнотата на одговорноста. И затоа овие прашања ги оставаме на епископатот, односно на Светиот Синод. Предпоставувам вакви прашања тогаш нема да се разгледуваат или ако дојде некој владика или епископ на неделата на Светото писмо? Не, вакви прашања ние не отвараме затоа што тие прашања се прашања кои треба да се отворат на синодот, а јас знам дека тие се веќе одамно отворени и веќе оди тој процес на дефинирање и решавање на нашиот статус. Добро. Воздивнувате. Тешка е ситуацијата и мене како верник ми се говори и сакам да говорам за тоа. Многу е деликатна таа ситуацијата. Едноставно, не сме само ние тука и црногорската, тука се расколот. Не би поставил паралела меѓу она што се нарекува Црногорска православна црква и Македонска православна црква. Не, во смисла дека не признае Не би поставил паралела, затоа што прашање е колку она што се нарекува Црногорска православна црква е навистина црква. Тоа е веќе друга тема. Нас сите останати канонски помести православни цркви, нас никој не ни го поставува прашање нашата црквеност, апостолското преемство, догматската вистина, канонската исправност и така натаму. Туку целиот проблем е статусот. Значи, автокефалност и автономност. Сега, што треба да се направи за да се продолжи понатаму? Дали да се вратиме на автономија, за да ни се даде автокефалија или да ни се потврди автокефалијата? Тоа е целиот проблем. Значи, кај нас е проблем статусот, а не црковноста. Нас никој не негира како цркви, како помесна црква. Значи, ние секојдневно гледаме како имаме посета од многу помесни цркви, епископи доаѓаат, презвитери и така натаму, верници. Ние исто така сме канети, одиме. Многумина од нив сочувствуваат со тоа со што ние се соочуваме, но Бог има своја промисла. Значи, нема никакво оправдание да се има било каква пизма или негативно мислење или говор кон Македонската православна црква, затоа што таа е света, соборна, таа е апостолска, затоа што не може да се поништат крштевките, причестните, значи таа ја исполнува полнотата на Христовата црква во сите сегменти. Значи, еве, говоревме за 50-ница, така бидејќи нели имавме еден раскол кој ни се случи, нели паралелна црква обид, дел од монаштво кој отидоа, дека ние не сме, дека тоа не е, дека тоа не функционира, дека тоа не важи, па се прошири кај дел од луѓето се тој сомнеш, но еве вие убаво го издефиниравте. Нашата црква, црковноста, нејзина, суштината е потполно во ред и таа. Значи, никој не го поставува тоа по знак на прашање. Никој не го поставува по знак на прашање, туку се поставува по знак на прашање статусот. Тоа е тоа. Дали, значи, ние кога би прифатиле автономност, широка автономија или било како, значи, веднаш би се решил овој наш проблем, но со еден блок од помесните цркви кои не припаѓаат на грчкиот блок на црквите, затоа што тие го отвараат и прашањето со името. Значи, некако
мислам дека нашето признавање ќе дојде во некаков пакет, Јанко, кога ќе се дефинира, ако се дефинира прашањето со нашето име, како и да се дефинира, значи по дефинирањето на нашето отворено прашање за некого, за нас тоа не е отворено, тоа ние сме тие што сме и тоа е тоа. Но сепак ние не може да живееме изолирано, че оди тој процес. Сега во моментот кога ќе дојде дефинирањето на прашањето со нашето име, односно на нашата држава, ја мислам дека многу за кратко време ќе дојде решавањето на нашиот статус како црква. Ама не може да се каже дека ние сме, како ја нарекуваш, шизматичка црква? Вака се види, многу е битно, пошто јас често одам на разни конференции, средби надвор од Македонија во тие православни кругови. Се е до човекот, братјо. Јанка, ти кажам најискрено. Имаш луѓе кои се такви какви што се. Србите викаат закерала, знаеш, и они ќе те гледаат низ некоја призма онаква, знаеш. Ама тие се мал процент, ти кажам. Така. 98%, 9% се луѓе кои се учествуваат со тоа со кое ние се соочуваме и бараат решение. И они отворено ни кажуваат за многу нешто дека не може, нештото се такви, ние гледаме со нашата држава, мислам. Тоа е едно отворено прашање и тоа е пакетот. Тоа е крстот. Тој крст Само треба да се носи и да се издржи. Треба да се издржи и треба крстот да не донесе до воскресение. Затоа што многу често, ако не знаеме како да го носиме крстот, може да умреме на него и да нема никаков плод. Треба да бидеме мудри. Многу мудри, многу љубовни и евангелски насочени. Христови. Продолжуваме со разговорот со отец Ивица. Седмица на Светото писмо 2016 година. Ајде сега да почнеме малку за каде ќе се одржи и што во овие 7 дена како теми ќе се случува на овој настан кој се одржува? 8 дена. 8 дена. Од недела до недела. Од... Да. Значи, реков на почетокот, ова е 6-та поред седмица на Светото писмо и секоја година имаме една општа тема и во рамките на таа општа тема имаме други подтеми во кои се обидуваме да ја објасниме општата тема. Значи, општата тема на овогодинешната седмица е Црквата и Светото писмо за сведоци и заштитници на вистината. Значи, тоа е општата тема, Црквата и Светото писмо, сведоци и заштитници на вистината. И, значи, започнуваме на 19 јуни и седмицата ќе заврши на 26 јуни. На 19 јуни имаме свечено отварање. Свеченото отварање ќе биде од 19 часот во Универзитетот за туризам и менеджмент. И минатата година исто таму беше отварањето. Има прекрасна сала таму, им благодарам се, користам оваа можност на семејството Меленковски, тоа што ни обезбедуваат таа можност во таа сала да го имаме и отварањето и затварањето. Значи, започнуваме на 19 јуни во 19 часот во салата на Универзитетот за туризам и менеджмент. Универзитетот за туризам и менеджмент се наоѓа спроти Лептокари. Сите скопјани знаат каде е. И таму ќе имаме свечено отварање. На свеченото отварање ќе имаме промоција на нашата интернет емисија посветена на христијанската вера и духовност, Училиште за животот. Значи, снимаме емисија и ја постираме на интернет, на YouTube. Ако не се лажам, таа емисија иде на Сител 3? Не, тоа е друга. Значи, на Сител 3 одиме со потрага по вредности. Добро. Да. Значи, друга екипа. Се извинувам, добро. Друга екипа. Ова е на интернет, значи ја снимаме ние. Браво. И ја постираме на интернет. Одлично. И насловено е Училиште за животот. Ќе имаме промоција, значи, на таа емисија и ќе имаме промоција на последната емисија од интернет емисијата Училиште за животот, а таа емисија ќе биде посветена за црквата. Затоа што на 19 е 50-ница и нема и плюс не случајно на 50-ница ја отвараме оваа седмица на Светото писмо, затоа што оваа седмица на Светото писмо е посветена на црквата. Што е тоа црква? Ќе се обидеме, значи да објасниме што е тоа црква. И затоа на промоцијата на интернет емисиите Училиште за животот ќе имаме емисијата посветена на црквата. Потоа ќе имаме една дискусија на која ќе говориме за тоа
дали црквата, конкретно се мисли на Македонската православна црква, конкретно Скопската епархија, дали има задоволителна мисија и помеѓу своите верници, односно задоволителна просвета и помеѓу своите верници и пошироко. Значи, има или не? Потоа ќе проговориме околу моментот на медиумите. Колку црквата ги користи медиумите, сите медиуми, или не ги користи. Значи, Или колку медиумите ја користат црква. или колку медиумите ја користат црква. Значи, и во тој контекст. Потоа ќе говориме за општествената одговорност, особено за тој социјален аспект на црквата, колку црквата е активирана на тој план. Значи, Во добротворни, хуманитарни... многу аспекти, многу аспекти. секако. Значи, сите оние што ќе сака да учествуваат на ова дебата, односно разговор, после промоцијата на интернет емисијата Училиште за животот, може да учествуваат. Значи, од свеченото отварање, ќе повторам, ќе биде на 19 јуни во 19 часот во салата на Универзитетот за туризам и менеджмент. Колкав е капацитетот на таа сала? Околу 230 луѓе може да се. По фотографиите кои ги Полна, видов од минатата година, навистина полна сала и предизвикува голем интерес, што е за поздравување. Ме радува колку има Слава на христољубив Бога, мене ме радува исто така. народ кој сака да навлезе, бидејќи навистина е едно море филозофско, научно, кога ќе навлезеш, не е само празна религија, харе, вуду и толку, да, обред безсмислен. Навистина отвара многу. Говоревме премалку, тоа е радосната вест, евангелијата, радосната вест, смислата на нашиот живот, тоа е Божјото откровение. Нема ништо посилно, поосмислувачки од тоа. И сега, понатаму продолжуваме, значи, од 20 до 25 јуни, сите средби ќе бидат во салата на Соборниот храм Свети Климент Охридски. Да, многу убав. Традиционално таму си ги правиме, да. Убав е просторот. Убав простор. Значи, сите средби ќе бидат со почеток во 18:30 часот. На 20 јуни ќе го имаме темелувачкото предавање. Всушност, секогаш во понеделниците го имаме тој тип на предавање, всушност предавањето кое е вовед во темата. Темата ќе биде Црквата на живиот Бог, столб и тврдина на вистината, и предавач ќе биде епископот Хераклејски Климент. Човек кој навистина имаме доверба дека ќе одговори на оваа тема која е навистина предизвикувачка. Црквата на живиот Бог, столб и тврдина на вистината. Не се сомневам. На 21 јуни, тоа е вторник, исто во салата на Соборниот храм, ќе имаме темата за употребата и за злоупотребата на Светото писмо низ призма на Светото писмо. Значи, како самото Свето писмо говори за тоа како треба да го употребуваме и што треба да правиме, на што треба да внимаваме, да не го злоупотребуваме или да не подпаднеме под влијание на оние што го злоупотребуваат. Еве, бидејќи вие сте предавач, еве само на кратко, некако, бидејќи нели ова сигурно ќе трае неколку часа предавање. По 2 часа се предавање. Со се дискусии после. Интересно ми е да ве потпрашам како согледување на овој аспекти, значи како вели овде? За употребата и злоупотребата. За употребата и злоупотребата на Светото писмо, ама низ призма на Светото писмо. Да. Значи како самото Свето писмо, односно како самото Божјо откровение ни дава насока. Значи, за употребата и злоупотребата нема да говориме низ човечки јазик правен или научен или не знам така натаму, него ќе збориме низ Светото писмо, како се... Како Светото писмо нас не опоменува како членови на црквата и христијани, дека ќе има луѓе и во црквата и надвор од црквата кои ќе злоупотребуваат вистината Божја за своји цели. Многу интересна работа, затоа што тука допира до суштината на верата. Така имено, повеќето од религии, скоро сите религии имаат догма. Имаме и ние како православни догма. Но за разлика од другите религии, внатре, во самата религија, во самото православие, јас сум бил сведок, ја не сум дошол до такво нешто, но израснав деца и сум видел каде што монаси, владици, духовни отци и така натаму, во разговор со моите деца, кога ќе почнат да поставуваат незгодни прашања, нема Бог или е ново, она ваму и таму, и се наѓаш како родител сега како да одговориш. Најчесто сум добивал утеха и ми викаат, тоа е добро. Добро е да се поставуваат, вика. Абсолютно. И секогаш ми велеле, вика, православието е единствена
единствена Вера. која ги охрабрува верниците да поставуваат прашања, значи да го постават на прашање она што православието го проповеда. Дали ова било така, дали било така, бидејќи во други религии глава се кине, ќе бидеш избркан и така натаму и така натаму. За кои се религии правиме момент. Да. Друга тема е тоа. Што е многу добро. И ги охрабрив и навистина еве минуваат години, поставија многу прашања децата, значи ја не можам да имам некаков, не можам да зборам од име на гледачите и они секако си имаат своји двојби. Но тоа е добро, вика, да се поставуваат. Навистина, добро ли е да се поставуваат прашања? Нема глупово прашање, само глупав одговор. Јас тоа го кажувам. Ама буквално за све, ова не било така, ова било така. Секој човек како Божјо создание, како образ Божји, како личност, секој човек кој е во фаза на себе само остварувањето, она што говоревме на првиот дел од емисијата, сите ние како плод на нашата слобода и на нашиот избор се формираме самите себе си. И тој процес на формирање на нашата личност, на уподобување на нашиот Творец, воопшто не е едноставен. И многу се битни прашањата. Значи, секоја духовно разбудена личност поставува прашање, затоа што мисли. Значи, чим јас како предавач или останатите мои собраќа и презвитери и така натаму, духовни раководители, ќе се соочат со прашање на некој духовно чеде или на верници, ние се радуваме затоа што знаеме дека тој човек е духовно жив. Да, ама многу мина што сум ги гледал што поставувале прашање. Ма не е точно ова, ма нема врска, ма Бог е лош, ово, она и ќе заврши у будизам, ќе заврши во некоја секта и слично. Значи, таа прележ што се случува се зависи од искреноста на човекот. Така. Потоа има и друг момент. Многу мина бегаат од добивање на точен одговор. Затоа што точниот одговор носи вистина во себе. А вистината значи промена. Одлично кажано. И сега кога човек ќе се соочи со вистината дека треба да се смени или треба да отклони некаква лага од себе, а нема сила духовна за тоа, тогаш не оди напред во духовниот живот. Имаме луѓе кои поставуваат прашање за да си го потврдат веќе создадениот став, а не дека е боготражен. И тоа е добро, и тоа е легитимно. И тоа е легитимно. Важно да се поставуваат прашања. Затоа што како што ние веруваме, значи како што ни е откриено од самиот Христос, ние сите ќе застанеме пред страшниот суд или пред судниот ден пред Господа. 2000 години Новиот Завет. 6000 години, 10.000 години Стариот Завет. Делата на светите оци. Уште има дебата на овие теми. Знаете, еднаш еден ми рече во друштво, тројца седиме. И еден му вика, знаеш, му поставува прашање верник, неверник, веруваш, не веруваш ово, и овој му вика, слушај, дегутантно ми е више да дебатирам на овие теми. Завршена работа. Во смисла не дека верник сум, стварно не можам... Со тоа не би можел да се согласам. Да. Во која смисла на зборот? Крстот на духовните раководители и на свештенослужителите и пастирите на црквата се состои во тоа што ние повторно и повторно треба да го повторуваме тоа што е вистина. Зошто мора да се повторува? Затоа што се зависи во однос на тоа кој човек кога се разбудил. Некој веќе елаборирал многу работи и му е јасно. Одлично. Но оно што се разбудил вчера, завчера и кога станал свесен кај живее и кој е неговата околина и со што се соочува, тој има милион прашања. Одлично. И тоа е тоа. Значи, како што имаме оделение, имаме прво оделение, имаме забавеште, па прво, па осмо, па средно, па факултет, така и духовниот живот. А имаме и понављачи. Но љубовта имаме и понављачи. Да Господ не враќа, ако нема да решиме некој проблем, Господ не враќа назад. Значи, љубовта е главната мотивирачка сила и главната енергија, дејство. Тоа е силата на Светиот Дух, која не води нас и не исполнува за да можеме да извршиме оваа задача. Без силата на Светиот Дух, без таа љубов, многу тешко, брат Јанко. Не може на чисто интелектуално ниво да ја завршиме оваа приказна. Не може, да. Значи, одиме на третата средба, на 22 јуни, исто во салата на Соборниот храм, исто јас сум предавач, и сега говориме за правилното и неправилното разбирање на црквата низ призмата на Светото писмо. Значи, како Светото писмо, односно, како самиот Христос и неговите апостоли
ни откриваат што е црква, а што не е црква. Како на правилен начин се живее во црквата, правилен начин кој е спасителен и како на неправилен начин се живее во црквата. Добро, отец, многу од овие работи очигледно бараат многу големо познавање. Да, од Светото писмо, да. Од Светото писмо. Иако јас гледам и со останатите предавачи се договоривме, сепак овие средби и овие предавања да бидат хранителни. Значи, млечна храна, да. Нестручна. Да, не. Лесна. Ние го ќе се собереме млечен ресторан, да, значи, добро кажано. Значи, суштината е иста, пораката е иста, но сепак на еден јазик, на едно ниво кој ќе биде приемчив и за последниот што се вика, што ќе сака да не разбере. Тоа е љубовта. Но еве ме интересира, бидејќи многу се ангажиран и гледам дека и на најсуштествени прашања имаш одговори. Кажи ми, Оче, од каде собираш материјали? Дали сам доаѓаш, дали се чувствуваш дека едноставно ти се отворени очите, внатрешните очи, и го разбираш така? Или читаш и литература во смисла делата на светите оци? Еве, например, се сеќам кога се обидов да го читам Свети Максим Исповедник, на кој еднаш овде во емисија им реков. За да го читаш Свети Максим Исповедник, рачунај дека не можеш и подготви се добро со некој кој добро знае религија, христијанство, да ги читаш оние кои го светите отци кои го тумачеле Свети Максим Исповедник. Значи толку има суштественост во некои реченици да е едноставно, например, не знам, земи го Шмеман, па устоеш со некој добро подкован свештеник, па читај што е кажано и така натаму и така натаму. Сега ме интересира. Светите отци всушност се толкувачи на Светото писмо. Значи, Светото писмо, кога читаме и Стариот и Новиот Завет, тоа е концентрирана вистина. Концентриран. Значи, кога имаме сок, тоа е концентратот. Сироп на раствара. Сега, светите отци ни помагаат преку својот духовен живот. Но многу е битно. Значи, Светото писмо не може да се разбере без исполнување на Божите заповеди, односно без духовен живот. Не може да се. Тогаш Светото писмо останува за нас само белетристика или некакво историско сведоштво. Или може да не збуди. Одлично кажа. Просто тоа е факт, тоа е Одлично милион пати до сега потврдено. Одлично. Но ние ги имаме светите отци кои ги исполнувале Христовите заповеди, кои сериозно се бореле против гревот, против злото внатре во себе си. И просветени од Светиот Дух, затоа се свети. Затоа што Светиот Дух ги просветил како плод на нивниот подвиг. И отаму, значи, кога читаме Светото писмо и толкувањето на светите отци, но и нивниот живот, брат Јанко, тоа е многу битна работа. Значи, секојаш животот на светите отци да ни биде критериум. Колку можеме. Значи, но да ни биде критериум, да не се занесуваме ние дека можеме да го направиме ова или она без тренинг. Ти имале духовен тренинг. Тоа исто како ја сега да ми кажеш за дали можам да трчам маратон. Не можам да трчам. Ќе умрам таму на вториот километар. Немам тренинг за тоа. Така за духовните нешта треба духовен тренинг. Ова ме подсетува на вицот кога отишле свештеник и рабин на бокс меч и да гледаат бокс меч и искача едниот боксер и се крсти и рабинот му вика на свештеникот, му вика, шо прави овој? Се крсти. Ќе му помогне Господ? Па вика, ако не тренирал, џабе му е. Така е. Значи, патот на духовното остварување и спознавање на вистината е синергичен. Значи, колку ние се трудиме и колку сме искрени во тоа, толку и добиваме. Ако нема искреност, ако нема подвиг, труд, нема ни плодови. Значи, тоа би било 22 јуни, среда, 18:30 часот, за правилното и неправилното разбирање на црквата низ призмата на Светото писмо. Предавач сум јас, грешниот слуга Божи. На 23 јуни, во четврток, во 18:30 часот, имаме на трибина, мислам дека ќе биде многу актуелна, многу онака скокотлива е, како да ја препознаеме вистинската црква. Затоа што денеска се говори за многу цркви. Дали постојат многу цркви или постои само една црква? Ако говориме за една вистинска црква, како да ја препознаеме дека таа е вистинска? Збориме за христијанство или воопшто за сите религии? Не, за христијанство. Во христијански контекст. Во другите религии нема црква. Само христијаните говорат за црква. Црква е еклисија, односно заедница.
Нашата заедница се вика црква. Овде ќе ги спомнеме сите оние кои се прогласуваат како цркви Да. во име на христијанството. Да. И сега, значи ќе се отвори таа тема. Постои една црква, една света соборна апостолска црква. Што влегува во таа една света соборна апостолска црква, кој не влегува таму и ако ние велиме дека сме една света соборна апостолска црква, таа црква што својот почеток има на 50-ница, дали ние според критериумите што се дадени во Светото писмо можеме да се препознаеме како такви. Одлично. Да. Одлично. Темата... Отец игумен Фоти Беровски. Да, игумен Фоти Беровски, човек кој навистина со својата елоквенција и духовност и како може да одговори на прашањата. Исто Супер така е, брат Фоти. Горан Тасевски, човек кој има едно смирение, мудрост и онака мирнотија во себе си. Фоти онака по огнен, ово е по, како да кажам, по стабилен. И отец Бобан Митевски, човек кој има доволно зрела духовна и теолошка ерудиција, така да мислам дека овие тројцата може да одговорат на оваа многу скокотлива, многу суштинска тема и се надевам дека ќе има голем интерес. Тоа е, значи, 23 јуни, четврток, 18:30 часот, Соборен храм Свети Климент Охридски. Сега, 24, 25 јуни, значи петок и сабота ни се посветени на нашите млади боготражители и вистинотражители. Кои се тие? Значи, тоа се сите млади луѓе кои живеат во Скопје и во Македонија. И јас сум млад. Сега зависи во И јас сум боготражител. Ја имам Не, ова е за младите боготражители. Има многу интересна работа која имавме на младинска средба во манастирот Свети Ѓорѓе во Кучково, младинска средба. Сега прво беше од 15-16 до 33 години. И потоа почна лични пораки. Децивица, дај, што е ова 33 години? Дај, јас сум 34, дај да доам и кренија границата. До 36. И таму не застанам, и јас напишав плюс минус. Така да толеранција, да. Така да ќе одиме и во овој контекст. Кои се овие, значи, членови од православниот христијански младински ангажман правец? Така. Што е тоа? Тоа се млади христијани православни. Каква група е ова? Значи, тоа е ангажман, тоа е една програма во рамките на до дома. Движењето за организирана духовна обнова на Македонија. Сме говореле ние за тоа. Така. Значи, во рамките на Скопската епархија го имаме тоа движење за духовна обнова, односно едно мисионерско движење. Браво. Во рамките на тоа мисионерско движење имаме таа програма за работа со млади луѓе. Значи, и тоа се млади луѓе, млади христијани православни, кои веќе неколку години се активни учесници во животот на црквата, значи доаѓаат на литургија, се исповедаат, имаат духовно раководство, се причествуваат, духовен ангажман имаат. Знаат каде треба да идат, што да прават, ама ништо не им е јасно. Море почнува да им се јасни нештата и не случајно овој ангажман го нарековме правец, вистинскиот правец, затоа што кога е човек млад, многу е битно да го фати правиот правец. И не случајно таа тема што ќе имаме на 24 јуни во петок, а темата ќе ја води теологот Петар Миленков, кој ќе биде воведничар. Он е вероучител во црквата Свети Петар и Павле во Ѓорче, кај што сум јас, и заедно со него ќе бидат воведничари и овие млади христијани кои се членови на правец. Многу значи, интересно. Млади луѓе кои си го пронашле својот вистински правец. Ама мене ми се допаѓа што нема осуда, младоста како можност за насловот, значи. Да. Младоста како можност за лудост и младоста како можност за вистински избор. Чекај сега. Можности за едно и за друго, ама многу често испомешано, да ти кажам. Добро, па лудоста не е тоа, не е пофалба на лудоста ние имаме во Разморот е врат, ама тоа негативен контекст. Но ќе говориме за тоа, кога човекот е млад, Јуродивите се посеб, многу јаки во нашето посебен момент. Посебен Тоа момент. е посебен момент. Значи кога човекот е млад, тој се доживува како бесмртен. Тоа е многу интересен момент. Да, дека вечно ќе живееш. Да, Се сеќаш на тој филинг? Што не остана? Уште малку останало, не викам дека. Барем уште малку да останеше од тој филинг. Млази си им на млади. Слава му на Бога. Стварно е. После се чудиш како оделе во војна, гинеле за земја. Стварно Стварно се чувствувам. чувствувам. Тој филинг ми ја дава и таа енергија што имам.
за сите активности. Тоа младост, лудост, малце. Да, тоа ќе биде темата, Како се старее, бара многу голем подвиг ќе биде во верата, бидејќи многу е лесно кога се чувствуваш безсмртен, да веруваш, аха, нема проблем, вечен живот, све, ама кога ќе почнеш да се соочуваш со болест, кога ќе се соочиш со најтешките, многу со заминувањето на најблиските и така натаму, да. Кога ќе се соочиме со феноменот, проблемот на смртта, тука многу нешта се кршат, многу прашања се отвара. Знам, читав еден текст кај што вели не можеш, вика, на мајка што изгубила дете, нема свештеник кој може да ја утеши. Нема утеха тоа, само Господ ја дава утехата. Мислам, нема тумачење, нема слова, нема ништо, нема. Значи во тој момент има поглед, има допир, има една трансмисија на разбирање, на емпатија, на вера, на љубов и толку. Многу е лесно кога се чувствуваме безсмртни, кога се чувствуваме супермени и храбри, ама кога ќе дојдат и да бидеш и верник, и да се молиш, и да се причестуваш, и да се исповедаш. Но ако ги читаме, ние сериозно, светите отци, они велат дека кога Бог нас ни праќа искушение, односно нашите источни соседи викат испитани, испит. Искушението е испит. Тоа е испит на нашата вера. Значи, дали ние имаме вистинска вера, ние вистинска доверба во тоа што Бог ни го открил или не? Дали имаме ние вистинска доверба во смислата на нашиот живот? Дали ние имаме вистинска доверба во правецот што сме го избрале како животоосмислувачки? Така да, еве, со овие млади луѓе ќе преговориме во петок, на 24-ти. Може би требало малку и подлабоки вакви теми, за младите тоа е супер. Тере ги супер се, ја имаат таа енергија и не се сомневам. Знаеш, искушенијата ќе дојдат кога ќе дојде... Ма и они се соочува со сериозни искушенија. Ја мислам дека сега ние сме плюс минус тука со годиштето, ние се соочуваме со еден тип на искушенија. Може, дури да ти кажам, според тоа колку, како духовен раководител, познавајќи го младиот човек денеска, со многу сериозни искушенија се соочуваме. Многу сериозни нешта. Мислам дека во на наше време имавме, што знам, некоја состојба на јасност. Колку таа состојба беше јасна, тоа е друга работа. Но имавме состојба на јасност и известност некаква. Но денеска немаат. Немаат, да. Немаат и под силен стрес и страв живеат. Огромен процент, да. Тоа е тоа. Треба да се помогне, треба. Затоа правец. Добро. Поздрав за младите и навистина супер што прекрасни. Мене не се сомневам во тоа. Многу ја сакам дружбата со моите млади браќа и сестри, пошто они го имаат тој ентузијазам. Ние за буниште сме они се главните. И сега на 25-ти во сабота, па сега ние нашето искуство да им го пренесе. Да не ги прават истите грешки. Сега на 25-ти во сабота, на 25 јуни, ќе имаме исто младинска средба, но во мали групи. Добро. Сега, значи, ќе имаме можност сите млади луѓе што ќе дојдат во петок, сега во мали групи, да седнеме во мали групи и да можеме со секој да комуницираме. Секој да си каже. Тоа е во сабота. Да, тоа е во сабота и темата на таа средба, и после ќе се собереме сите во пленум и ќе разговараме отворено. Но многу е битно да го слушне човекот, пошто многумина ми се жалат. Го имам тој момент, викат, сивица, доаѓам во црква на литургија, сето тоа е убаво, тама хорот пее, луѓето се молат, свештеникот проповед се, ама нема комуникација. Јас си одам после тоа, никој не ми приоди. Тој момент го нема. Мене ми се свиѓа тој момент. Мене не ми се добро. Ја мислам дека сепак мора да го имаме, особено за младите луѓе. Знаеш, или да бидеме подготвени, да. Ја те разбирам, али мене ми сметаше и ја сменив неколку цркви, например, затоа што кога ќе завршивме со причестени, со осеќаш, си се споил со Господ си го примел во себе, искачање позади, цигарите, кафе. Чекај, молим те. Не било цигарите, не е секој, нормално. Цигарите, кафето, оговарање, бизниси, ово, она, ти, ово. А јас сепак селебрити, па соблазнувам многу. И на крај си заврши во едно мало црквиче кај што се двојца, тројца. Така што, знаеш, убав е изборот и добро е. Да, ти збориш за нешто друго, нели? Зборувам за оцрковени луѓе. Значи, луѓе кои се активни чинители на живиот живот на црквата, на црковната заедница, луѓе кои се Христови ученици. А ја шо су?
Не знам, ти си знаеш. Пошто ти не си ги соблазнувал, значи и ти си Христов ученик. Значи говорам за... Чим ме турија мене на певница, што да ти кажам? Ти си напредно. Значи, за луѓе кои се охристовени, кои се воцрковени, за таков тип на луѓе говорам, таквите да пристапуваат, особено на младите луѓе. Затоа што денеска многу млади луѓе заскитуваат во разни проблематични заедници или паѓаат во состојба на духовна отуѓеност, депресивност и така натаму, од немање на заедништво. Меланхолија и Или депресија. се во виртуелна реалност. Фейсбукот. И тоа, да. И тука тоа е компензација, но опасна компензација. Да, може да забега. Значи јас за тоа, пошто јас сум активен на Фейсбук, кога ќе се отвори комуникација со било кого, откако ќе се направи тој воведниот разговор и така запознавање, основни информации, викам, човече, јас до тука, понатаму повели во црква дојди. Сакам да те видам, сакам да ти ги видам очите. Све тоа супер. Кажи им на децата дека Знам, тешко оди, јас тешко дома оди да си го решам проблемот. Ама не со да. ќерка ми не можам. Ама не да. Тешко оди, но се надевам на незината свесност и совесност. Значи, тоа покажува дека прво не им ги перете мозоците на луѓето, затоа што знам многу родители, твои колеги од црквата кои имаат проблеми со собствените деца. Нели па збора. Ама тоа па покажува колку слобода им се дава во изборот. Прашај ти во некоја друга религија од фамилија дал смее некој да мрдне. Така се, значи, ние говориме за Бог, но многу е битно, сакам да... Ако? Ние говориме за Бог кој е наш Отец. Говориме за Бог кој е љубов затоа што е троичен. Затоа што љубовта подразбира заедништво, примање, давање. Затоа ние веруваме во Бог кој е љубов, затоа што Отецот својата љубов му ја дарува на Синот, Синот на Светиот Дух на Отецот, Синот на Светиот Дух. Значи, тоа имаме тоа совршено примање и давање на совршена љубов. И затоа Бог е Творец, затоа што е љубов. И сега, кога Бог нас не создал како нему слични битија, затоа што и ние сме личности, затоа сме образ Божји, личности. И јас можам за себе си да кажам јас сум, за разлика од него кој вели јас сум, оној кој вечно постои. Јас можам да кажам јас сум, кој имам свој почеток, но сум повикан од вечниот за вечно постоење. Но тој процес на остварување на вечност, на духовна зрелост, единствено е можно само преку слободен избор, не може на сила. И тука е тој момент битен и со децата, и со духовните чеда, и со останатите членови на црквата. Просто мора полека. Значи, исто кога ќе се стави вода да врие, не можеш веднаш да го ставиш и веднаш да врие водата. Битно е да има љубов и полека нештата ќе се зреат. И ќе се доведат во вистински ред. И на крај во недела... И на крај завршуваме повторно во Универзитетот за туризам и менеджмент, свечено затварање на седмицата, секојаш имаме поетско, хорско, музичка вечер. Сакаме, тоа е најубавиот јазик, тоа е јазикот на Бог. За мене јазикот на Бог е математиката и уметноста. За мене, добро. Ја ви викам, знаете што ви фали вас и на сите. Мислам дека ја да сум некој фактор во православието голем, онака диктаторски, тирански, би рекол никој да не добие мантија додека не помине курс по астрономија. Да. Па тоа е математика. Јас сум станал верник, читајќи го Стивен Хокинг, проучувајќи звезди, и ова папа денеска што го имаме, ја ти советувам. Ја ти советувам идната година, ако можеш, едно предавање за астрономија. Ништо теолошко, чисто астрономија. Луѓе немаат представа што е таму. Така е. Ја кога го поминав курсот не можев да дишам што е таму. Тоа е... Значи тоа е астрономијата и генетиката. И кои се сознанијата од почетокот на универзумот. Па тоа е такво богостражителство, такви одговори дава да курслус ке ти направат во глава. Многу се локализираме тука. Нашето мало грачето, Добар си. Ако ќе се отвориме, јас кога ќе шетам така... Ќе те подсетам за до година. Значи, убаво е да се направи астрономија и генетика. И генетиката исто. Одвојки како два предмета. Нека биде не седмица, десетница. Да сме живи здрави. Уште 2-3 дена. Значи, и на крај имаме со поетско-музичка хорска вечер, значи, да го славиме Бога со поезија, и оваа година, како секоја година, представуваме поет христијанин, кој пишува христијанска рефлексивна поезија. Денес, оваа година, и го представуваме поетскиот опус на нашиот во Христа брат Пантелеј Кондратјук,
кој мој парохијанин во мојата парохија живее во Какво Јоче. екзотично име? Па мислам дека и он има украинско некое руско-украинско, српско, македонско потекло. Браво. На многу интересно. Браво. Повтори го името. Пантелеј Кондратјук. Да, Фантастично. човек кој има фантастична поезија. Добро. Кој ќе е дисџокеј вечерта? Уште не сме го решиле тоа. Тоа е модерно на крај. Да. Сепак сала на доле, а кај ќе биде последната? Исто Во во салата на Универзитетот за туризам и менеджмент. Сега сакам и овој момент да го кажам. Мене ми се свиѓа многу салата во Соборниот храм. Викам, таму една православна денс журка да направиме со диџак. Па повере, благослово да ќе би Да, ако даде. Значи, Со одбрана музика. Да. Сега овој момент не сакам да го Добро. заборавам. На 19 затоа што е 50-ница, роден ден на црквата. Добро. Значи Да донесеме подароци. Не, значи Ќе дуваме свеќи. за подароци. Значи на платото на Македонската опера и театар ќе има од 21 часот литургија. Односно не литургија како богослужба, туку хорот, операта и така натаму ќе изведат литургија според Бадев во 21 часот на платото. Повтори го уште еднаш. Значи на 19 во 21 часот на платото пред Македонската опера и театар ќе има Опера и балет. Опера и балет лиш, не? Да. Да, опера и балет. Оној објектот, скокалницата. Да. На тоа плато, таму. Да, таму на Така. тоа плато ќе има од 21 часот литургија според Бадев, значи сите тие литургиски химни ќе се пеат и се до тоа во чест на роденденот на црквата. Така, учиме полека, се христијанизираме. Одлично. Па не, добро е да се шират аспектите и во дуре. И Не да културата биде е многу све. битна, да. Па културата не треба се да биде во храмот, не треба се да биде херметично затворено само за. А црквата е заедницата, секаде може да се собере. Тука во последниот дел од емисијата да завршиме. Ете, утре ќе им одадеме почит на Утре и задутре. на нашите Се упокоени на тоа, Утре утре и и задутре. Предпоставувам дека ќе биде и добар момент на многумина кои и си ги загубиле и им се поставуваат, имале загуба. Нели, си поставуваат многу прашања. Ова можеби е добар одговор ако самата литургија не ги исполнува до крај. Нели, таа соборност кога ја барат, бидејќи ја така би го сватил. Ако мене не ми се допаѓа во една црква како, вика што младо дете, немам со кого, добра можност да најде своји браќа, па можеби да се организира и на друго место, бидејќи човек, иако нели парохијски секој се припаѓа у своја црква, но сите имаме право на избор каде сакаме да одиме на литургија и да се причестиме, ако ни е друштвото поинтересно на крајот на криштата. Многу е битно заедништвото. Зошто да не? Зошто да ти е не? пријатно да видиш пријател. Апсолутно, нели? Ако некаде сметам и гледам дека не е окей, ќе се тргнам па ќе отидам на друго место. Мислам дека убава работа правите. Значи, утре петок и задутре сабота, особено сабота е посветена на денот на оние кои заминале од овој свет со својата душа, на своето тело го оставиле. И многу е битно, не случајно отците на Вториот Вселенски собор го завршуваат символот на верата со оваа реченица: го чекам воскресението на мртвите и животот во идниот век. Тоа е нашата надеж. Амин. Да, тоа е нашата надеж. Значи, Христос воскресна, победи смртта и со тоа ни покаже и ни докаже дека ние не сме одсечка, ние не сме прашина, ние не сме фрлени во бесмисленост. Бог, тој што не создал, откако сме отпаднале од Него, тој се грижел повторно да не приведе во живот. И се тоа што говоривме досега беше и тоа сведоштво. И јас ова го сваќам како една потврда за убаво е се во ова растењето, но кога ќе дојдат големите искушенија, човек тешко може да ги повика назад овие чувства ако не ги набил силно ова знаење и ова чувство за да му помогне во моментите на кризата кога ќе му падне и верата, бидејќи ја не познавам христијанин кој не имал искушенија во верата и после децени и децени. Самите свети отци какви искушенија имале. Јанко, го цитираш и ти отец Александар Шмеман, тој вели дека верата е процес
кој секојдневно го создаваме во нас и го обновуваме во нас. Значи, верата секојдневно во нас се гради. Ние не можеме да кажеме, јас сум верник, крај. Значи, верата е всушност доверба во Творецот. И сега таа доверба, како што и со луѓето, довербата се гради. И сега, со некои луѓе имаме помала доверба, во некои луѓе воопшто немаме доверба. Тоа е шизофрен однос. Да, но исто така и со Творецот. Колку повеќе се отвараме за Него, колку повеќе се отвараме за Неговото водство во нашиот живот, толку повеќе стекнуваме доверба. И толку повеќе започнуваме да разбираме што Тој ни открил и тоа што е запишено во Светото писмо. Стварно имаш ентузијазм со годиниве, онака, дури те чека малце да клапнеш, па да те јадосам ово, она, но еве, идеш понатаму, идеш на телевизија, идеш на радио, идеш на интернет телевизија, еве, оно што го гледаме, училиште за животот, на компјутерот може режија да го опушти. Каква е оваа твоја емисија? Значи, тоа е она емисија што ќе ја промовираме на свеченото отварање на овогодишната седмица, интернет емисијата Училиште за животот. Ова интернет емисија посветена на православната христијанска вера и духовност. И сега, овие емисии што сега ги снимаме, се всушност темите од воведниот курс Училиште за животот. Значи, еве, јас порано кога бев во црквата Свети Ѓорѓе во Чаир, таму го одржував курсот, воведниот курс. Сега во црквата Свети Петар и Павле во Ѓорче. Сега во вторник завршивме со Таму си сега, сега значи. сум во Свети Петар и Павле во Ѓорче Петров. Сега во вторник завршивме со 15-тата група. Значи, се формира група од 30-тина, 40-тина луѓе кои го следат воведниот курс. Значи имавме 15-та група. Значи, еве сега подготвуваме 16-тата група. Сега тие 9 предавања од воведниот курс ги снимаме и како емисија. Значи, предавањата ги снимаме со цел да им помогнеме на оние браќа и сестри кои не можат да доаѓаат на воведниот курс, живеат или далеку, кои се тука во Скопје, но особено кои се во другите градови на нашата република, па и оние што се во странство, во диаспора. Значи, на овој начин помагаме да имаат една добро формулирана, добро, како да кажам, подготвена порака од православното христијанство. И реакциите се големи. Се може секој на интернет да оди на YouTube и да види колку се прегледите. Сакав да ја завршим емисија, да ти се заблагодарам, ама сега ме испровоцира овдека, ај уште ова, речни го за добра ноќ, нека виде. Так. Што значи ова, секој да е проклет што виси на дрво. Нека те биде за крај. Тоа е од Стариот Завет. Добро? Да, од Стариот Завет. Значи, ние кога отпаѓаме од Бога, отпаѓаме од онаа состојба на совршена екзистенција, на совршено постоење, кога сме отпаднале поради злото од таа совршена состојба, ние сме отпаднале во оваа отпадната состојба, кај што живееме инфицирани од злото и живееме како последица од таа инфекција, живееме во проклетство. Сега Христос, со вечниот Син Божи, Логосот Божи, кој стана човек, примајќи својата човечка природа преку Светиот Дух и Дева Марија, тој, висејќи на крст, целото проклетство на човештвото го зема врз себе. И тогаш се изврши таа откупителна жртва. Значи, откупителна жртва. Тој се принесе себе си како откуп, како живот за целото човештво. Тој се даде себе си за нас. Тој, како плод на својата жртвена љубов, се даде себе си за нас и како плод на таа жртвена, неискажлива љубов, тој го победи, го разобличи злото и изворникот на злото, сатоната, и победувајќи го сатоната, изворникот на злото и самиот принцип на постоење во зло, тој гревовите и вината на целото човештво ги зема врз себе и ни даде амнестија. Значи, целиот свет објективно е спасен преку нашиот Спасител. Пред очите на Бога. Да, во очите на нашиот небесен Отец. Значи, нашиот небесен Отец, секогаш кога не гледа преку својот Син, кога ние го прифаќаме Неговиот Син за наш Спасител, ја прифаќаме Неговата откупителна жртва и како плод на тоа наше прифаќање и на таа наша вера се крштеваме, го примаме дарот на Светиот Дух во нас, тогаш ние пред Бога, пред нашиот небесен Отец сме откупени. Нам примаме амнестија, примаме втора шанса.
Че Господ ни проштил. Затоа што ние не можеме, брат Јанко, да се избориме со злото, со наши сили. Не можеме. Само со Бога. Во Христос и во силата на Светиот Дух и во црквата. Надвор од тоа нема спасение. И оваа аболиција можеме само по собствена волја да ја одбегнеме. Да ја примиме или да не ја примиме, да. Ти благодарам многу за вечерашното гостување. Поздрав до тебе, поздрав до сите гости. Благодарам многу Јанко успех. што секогаш помагаш и ти помагаш на овој начин да се шири оваа дејност наша мисионерска просветна е радосната вест на Христовото евангелие и се надевам дека сите оние кои слуша кои гледа оваа емисија ќе го доживеат ова и како покана да дојдат на седмицата на Светото писмо. Благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечер. Благодарам за вашето внимание. Лека ноќ и пријатно.